Добро вечер, прво издание на регионалните вести во новата работна седмица. Тетово се најде на страниците на најпознатиот британски весник Guardian поради постојаното загадување на воздухот и покрај алармантната состојба во градот, општинските власти не преземаат никакви конкретни мерки. Поради големата аерозагаденост во Тетово физичката активност носи повеќе штета отколку здравствени придобивки, укажува последното истражување на весникот Guardian. Угледниот весник го става Тетово на непопуларната мапа меѓу најзагадените градови во светот, според присуството на штетните PM2 честички во воздухот. Се наведува дека просечната концентрација на овие опасни материи изнесува 81 на метар кубен, што го прави најзагаден град во Европа. Возењето велосипед е најштетно за тетовци, со оглед на фактот дека велосипедистите ги користат урбаните коловози, каде аерозагадувањето најголемо. 2 часа користење на ова превозно средство може да бидат копни за граѓаните и да им нанесат сериозни последици во здравјето, но и друга активност како пешачење или џогирање е опасно по човековото здравје, стои во истражувањето. Овие ситни честички кои потекнуваат најчесто од моторните возила и производствените погони, директно навлегуваат во белите дробови, предизвикувајќи пневмонија, рак, инфекции, мозочен удар и срцева болест, се вели во студијата. PM2,5 честичките се штетни за најранливите категории граѓани, но и за оние со одлично здравје и физичка кондиција. Тетовци како главен виновник за загадениот воздух ја посочија дивата депонија која често се пали загошувајќи го градот. Според нив и старите моторни возила и производствените погони кај кои не се врши никаква контрола, дополнително го загадуваат Тетово. Загаденост добиваме од голем број на возила кои што за да работаат го јадат кислородот, што нас не е потребен, и ни изфрлаат штетни гасови кои што не можеме да се спасиме. Сега што е старе коле, после и модерно, 100 метра ќе утапали колата и тоа е. А миризба се осеќа дека овие што се греат на дрвати, или дали дрва се или некои сурогати, оттаму е нечистотијата и загаденост. И покрај ваквата алармантна состојба каде Тетово според загаденост е во друштво со индиски и кинески градови, општинските власти не преземаат никакви конкретни мерки против изворите на аерозагадување. Дивата депонија на влезот од градот никако да се отстрани, редовно не се мијат јавните површини, не се воведува никаква контрола ниту за сообраќајниот, ниту за урбаниот хаос. Од општина Тетово накратко ни одговорија дека годинава локалната самоуправа не донела никакви мерки против аерозагадувањето. Дури и некои активности како миење на улице со калциум ацетат, забрана за достава на стока во одреден период од денот, кој лани градската власт ги презеде како едни од мерките за намалување на загадениот воздух. Годинава се укинати. Амбасадорот на Франција во Македонија, Кристијан Тимоние, денес беше во посета на општина Гостивар. Главна тема на разговор со градоначалникот Невзат Бејта беше актуелната политичка состојба во земјава. Да се формира нова влада што побрзо. Овој став го делат францускиот амбасадор Кристијан Тимоние и подпредседателот на ДУИ и градоначалник на Гостивар Невзат Бејта. Актуелните политички случувања во земјава беа главна тема на разговор при денешната посета на амбасадорот во Гостиварската општина. Што побрзо да се формира влада што го сака мнозинството на граѓаните во нашата држава. И да дојде на своето место правдата, слободата, равноправноста на нашите граѓани во нашата република. И да се утврди демокрацијата во нашата држава. Што побрзо да формираме влада, тоа е подобро за сите граѓани во нашата држава и ќе оди во прилог на нашето општество во нашата држава. Нема потреба да се драматизираат работите. Државата не е во состојба на криза. Сепак ние како амбасада остануваме на ставот дека не треба да се губи време. Треба да се формира влада што побрзо и земјата да продолжи со напорите за зацврстување на мирот, демократијата и слободата. Водени од искуството од минатото, ние како општество не треба да поддржуваме креирање на кланови, туку да дадеме придонес граѓаните да бидат на прво место.
На средбата меѓу францускиот амбасадор Тимоние и градоначалникот Бејта се разговарало и за работата на локалната самоуправа и позначајните проекти што се реализираат. Денешната беше прва официјална посета на Тимоние во Гостивар, откако е назначен за амбасадор во нашата земја во август минатата година. Великденскиот пост годинава започнува на 27 февруари. Во тек се подготвителни недели, кои имаат за цел да ги подготват христијаните за престојниот пост. Во пресред на Великденскиот пост кој годинава започнува на 27 февруари, за православните христијани во тек се трите подготвителни седмици. Од вчера е започната неделата на блудниот син, која ги учи верниците на покаяние. Наредната недела, односно таа што вчера ја славевме, е неделата на блудниот син. Во Евангелието всушност Господ кажува, се чита Евангелието на блудниот син, каде што Господ ни предлага два примера. На еден дека татко имал два сина, едниот останал со него и му бил послушен, а другиот земајки го својот дел од имотот, отишол и блудно го потрошил, живеејќи блудно. И кога дошол во една тешка состојба, што немал да го јаде ни тоа што свињите го јаделе, си дошол на себе, си рекол, при мојот татко има толку наемници, има толку слуги, зошто да не отидем да се покаја? И оди при својот татко и вели, оче, сгрешив против небото, не сум достоен да се наречам како твој син, туку прими ме како еден од твоите наемници. И тогаш таткото го прегрнува, го облекува во најубава облека, односно го прима неговото покаяние. Оваа приказна не учи дека колку и човек да сгрешил, не треба да очајува, ами треба да се покае за своите гревови, да се врати при црквата и секој покајник Господ го љуби и го обновува. Му ја дава благодатта на Светиот Дух, го прави учесник во светите тајни на телото и крвта Христови и му ја дава својата благодат и го обновува за еден нов живот. Значи, втората подготвителна седмица, ако првата не учеше на смирение, во вторава не учи на покајанието, на свеста за гревовите и на тоа да не очајуваме и затоа што ја имаме можноста за покаяние. Третата подготвителна недела, која што ни доаѓа на ред, е месопусната недела, каде што се чита Евангелието за страшниот суд Христов, односно во тоа Евангелие Господ им вели на своите апостоли: гладен бев и ме најадовте, жеден бев и ме напивте, необлечен бев и ме облековте. И кога тие ќе му рече, па Господи, кога ние тоа сме ти го сториле? Тој им одговара: ако сте го сториле на еден од овие најмали, ете тоа мене сте ми го направиле. Укажувајќи дека во секој човек треба да гледаме икона Христова и дека на секој човек треба да му помагаме. Односно, таа седмица не учи на делата на милосрдието, на делата на љубовта. И овој ден се отпушта месото од Искрена за педагошки црквата да не подготви полека кон постот. Претходната недела беше посветена на митарот и фарисејот, која имаше за цел да ги подготви верниците на смирение, кое треба да го практикуваат особено за време на постот. Првата подготвителна беше не вчера, ами минатата недела. Значи, таа е неделата на митарот и фарисејот, каде што се чита Евангелието во кој Господ ни зборува за двајца луѓе, дека влегле во еден храм, едниот бил митар, другиот пак бил фарисеј. Митарите обично важеле за нечесни луѓе, кои што земале повеќе даноци, а фарисеите биле угледни членови на еврејската синагога. Влегувајќи, фарисеот почнал да се фали како дава данок, како пости, додека митарот постојано се удирал во градите и велел: Боже, очисти ме мене грешниот. И Господ вели: овој си отиде повеќе оправдан. Митарот, заради смирението. Значи, прво што ни се предлага за да се подготвиме за постот е смирението. А што е смирението? Смирението е секогаш да ги гледаме своите гревови и страсти, да не ги осудуваме другите луѓе и околината, а секогаш себе си да се сметаме за најгрешни и да се смируваме, односно да имаме онаа свест дека се што ни е дадено како дар од Бога и дека ние ништо свое немаме.
За време на Великиот пост верниците го ограничуваат внесувањето на храна, а се воздржуваат и од лоши мисли и дела. Неделата по месопусната не се јаде производи од месо, туку исклучиво млечни производи и риба исто така благословена. И неделата пред да започне пост нарекуваме прочка, заради тоа што тука се чита Евангелието за простувањето, каде што Господ не учи доколку ни сгрешил некој од срце да му простиме. Па така смирени, покајани, спремни за делата на љубовта, откако сме им простиле на сите во своето срце, веќе наредниот ден да влеземе така подготвени во текот на Светата Четириесетница. Великденскиот пост трае 40 дена, плюс 7 дена трае Страстната седмица, значи целиот пост трае 47 денови, а оваа година започнува Великденскиот пост на 27 февруари, понеделник. Според типикот на црквата, овој пост се пости од понеделник до петок без масло, сабота и недела на масло и празници некои на масло, додека единствено на благовештени и на цветници е благословено да се јаде риба. Но секогаш кога станува збор за постот, тоа е општото правило, но за секој човек зависи од неговите лични карактеристики, од неговата здравствена состојба, физичка, здравствена, психичка состојба, неговите околности, работни и така натаму. Духовникот, значи, ќе му благослови пост според целокупната ситуација. Најголемиот христијански празник посветен на Христовото воскресение Великден оваа година ќе се прослави на 16 април. Ограбена гостиварка среде Белден. Полицискиот билтен бележи сообраќајно-контролни активности. 54-годишна гостиварка вчера пријавила дека околу 13 часот и 30 минути додека била застаната пред продавница за лустери во трговски центар во Гостивар и се доближило непознато лице. На брзина ја одзело чантата и избегало по улицата Беличица. Во чантата имала мобилен телефон и USB, а имотната корист со која се стекнал крадецот се проценува на 4000 денари. Се преземаат активности за расветлување на пријавеното и откривање на сторителот. Вчера во 21 часот и 20 минути по претходно добиена информација за 33 годишен тетовец кој се бара за издржување на казна затвор во трајање од 7 месеци, полициски службеници отишле на улицата Киро Ристовски Дрнц, каде затекнале паркирано патничко моторно возило Ford Focus без регистарски таблици, во кое на совозачкото седиште во легната положба било бараното лице. Кога ги забележал полициските службеници, тој ги заклучил вратите и се прифрлил на возачкото седиште, пошто го стартувал возилото. Прво тргнал наназад, а потоа тргнал нанапред и поминал веднаш покрај службеното возило, како и покрај едниот полициски службеник. Со цел да го спречи во намерата да побегне, едниот од полициските службеници од службениот пиштол испукал 3 куршуми во воздух, но и покрај тоа лицето со возилото успеало да побегне во непознат правец. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето и за целосно расчистување на случајот. Инаку полицискиот билтен бележи и сообраќајно-контролни активности. 30 на различни видови прекршоци вчера биле откриени во гостиварските контролни активности. Најмногу неприлагодена брзина во и надвор од населено место, управување без дозвола и нерегистрирани возила. За констатираните прекршоци изготвени се 10 прекршочни и 20 мандатни платни налози по Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила. И викендот што измина на поширокото полошко подрачје спроведени се повеќе сообраќајно-контролни активности за откривање и законско санкционирање на различните видови прекршоци, а во функција на воспоставување поголем ред и безбедност на патиштата. Вчера во тетовските контроли откриени се над 20 на прекршоци, кои биле заокружени со 11 прекршочни и 12 мандатни платни налози. Половина од прекршоците се истечена регистрација 5, управување без возачка дозвола 3 и возачи почетници 3. Потоа следува пребрзо возење, техничка неисправност и друго. 77 сторители минатата година биле инволвирани во кривични дела, недозволена трговија со дроги. Во Тетовскиот и во Гостиварскиот суд поднесени се и 30 барања за поведување прекршочна постапка за лица кои користеле дроги.
На подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово минатата година откриени и пријавени се 68 кривични дела, недозволена трговија со дроги, во кои вкупно биле инволвирани 77 сторители, за кои се поднесени 61 кривична пријава. Најголемиот број од пријавите се однесувале на неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори и овозможување и употреба на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Во овие случаи, односно кривични дела, пронајдени се одземени 192.065 грама марихуана, 55,37 грама хероин, 4,22 грама мешавина од марихуана и тутун, 4,32 грама хашиш, 98,55 грама кокаин, 16 стебла и 33 семки од канабис сатива, како известна помала количина таблети метадон, ризла и слично. Покрај ова до Основниот суд Тетово и до Основниот суд Гостивар поднесени се 30 барања за поведување прекршочна постапка за исто толку сторени прекршоци, уживање наркотични дроги и психотропни супстанци. При тоа во прекршочна постапка одземени се 3,27 грама хашиш, 6 грама марихуана и помала количина хероин. Синоптичарите најавуваат дека од утре ќе имаме претежно сончево време со повисоки дневни температури. Денеска во Тетовското подрачје превладуваше претежно облачно време. Во 14 часот температурата на воздухот изнесуваше 4 степени, инаку е претежно тивко, дува слаб ветер од југоисточен правец. До крајот на денов ќе има постепено намалување на облачноста и температурата ќе биде во опаѓање, така да утре ќе превладува претежно сончево време со мала и умерена локална облачност и ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската температура утре и сутрина во Тетово се очекува да се спушти во интервалот од -4 а дневната да достигне до 5 степени. Потоа во наредните денови ќе превладува претежно сончево и релативно топло време преку денот, меѓутоа во утринските часови ќе има ниски утрински температури. Во сабота и во недела се очекува зголемување на облачноста, со тоа пак и температурите утрински ќе се покачуваат, а дневните ќе имаат тенденција на тамошно благо покачување. Јавното обвинителство извести дека започнало истрага против една партија, како и против една фирма, кои се под сомнение за злоупотреба на пари за последните избори, кои се одржаа на 11 декември лани. Основното јавно обвинителство извести дека делата за кои е отворена постапката се во врска со употреба на недозволиви средства за изборна кампања и давање на лажни податоци во финансиските извештаи. Во рамките на постапката досега се преземени претходни действија, побарана и прибрана е материјална документација, релативни писмени докази, а во просториите на основното јавно обвинителство сослушани се повеќе од 70 лица сведоци. Кога ќе се стекнат законски услови, ќе објавиме конкретни податоци, велат од основното јавно обвинителство. Најмалку 4 лица загинале во голема снежна лавина на француските Алпи. Спасувачките служби испратиле хеликоптер за да извлечат уште неколку скијачи, за кои се претпоставува дека се заробени на височина од околу 2000 метри. Спасувачките напори ги попречуваат серијата мали лавини кои биле поттикнати од големата, поради што е тешко да се пронајдат евентуални затрупани луѓе. Илјадници романци се собраа пред седиштето на владата во Букурешт да бараат оставка од социјалдемократската влада. Веќе 13 дена траат протестите не само во Букурешт, туку и во другите градови, кои почнаа откако владата се обиде да ги ублажи антикорупцијските мерки, од кои најмногу корист би имале политичарите. Демонстрантите во Букурешт формираа огромно романско знаме, извикувајќи слогани против владата и корупцијата во земјата. Владата на премиерот Сорин Гриндеану ги налути романците откако одобри итна уредба со која се декриминализираат известни случаи на мито и корупција.
Властите во Северна Калифорнија наредија речиси 200.000 жители во близина на најголемата брана во Соединетите држави да се евакуираат од подрачјето, откако сериозно еродира главниот сливник. Езерото Оровил се наоѓа на околу 242 километра североисточно од Сан Франциско, а браната, која е висока 235 метри, е највисока во земјата. Водата се заканува да го поткопа бетонскиот зид и да дозволи неконтролиран истек на големо количество вода. Соединетите држави, Јапонија и Јужна Кореја побараа итна седница на Советот за безбедност на Обединетите нации по најновото тестирање на ракета со среден дострел од страна на Северна Кореја. Официјален Пјонгјанг објави дека ракетата, која може да носи нуклеарни боеви глави, била лансирана на 12 февруари и од начинот присуствувал и севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун. Годинешното 59-то доделување на музичките награди Греми донесе целосен триумф за британската пејачка Адел. Британската музичка дива ја победи својата најголема конкурентка Бионсе во сите три најпрестижни категории во кои беа номинирани: албум на годината, за видео на годината и за песна на годината. Единствено не можеше да биде номинирана за четвртата од главните награди, онаа за најдобар нов изведувач, која што отиде кај Chance the Rapper. Покрај нив британската звезда зеде уште две награди Греми за најдобар поп албум и за најдобра поп соло изведба на песната Hello. Денес имавме променливо облачно време, попладне со подолги сончеви периоди и со слаб ветер претежно од југоисточен правец. Утринските температури се движе од -1 до 1, а дневните од 2 до 5 степени. Утре не очекува претежно сончево време со слаб до умерен северозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од -1 до 1, а дневните од 3 до 6 степени. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!